Значи, ви е поделен дневниот ред. А за мене има ли дневен ред, извините? Има за сите, да? Седнали сте на... Не. Не е тоа. Дневен ред ли е? Добро. Добро. Значи, го имате добиен дневниот ред. Дали некој има предлог за измена и дополна на дневниот ред? Нема. Бидејќи дневниот ред, бидејќи нема предлог за измена и дополна, дневниот ред како што ви е доставен, го ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Против нема, воздржани нема. Предлагам да поминеме на првата точка од дневниот ред. Значи, одлука за избор на комисија за верификација на мандатите. Пред малку ви беше објаснето, значи треба да предложите 3 члена, кои 3 члена ќе се повлечат на некој друго место и ќе ги разгледат мандатите на советниците и ќе дојдат со извештај. Повелат со предлози. Тројца. Тоа е само за мене една обична техничка работа. Овако, мисли само за оваа. Само за ова, за верификација на мандатите. Да ги разгледа и... Еве, Гроз Димитров. Аде, Дамир. Владко Заов. Дамир. Добро. Не се ни знаеме уште. Извините. Да. Да, кажете се, нели, кога кажете Владко, значи и презиме. Пошто уште добро не се знаеме. За сите се однесува. И Гроз Димитров. Добро, кај ќе се повлечат? Значи треба да ги имат уверенијата сите соберени? Да. Добра, да, има фотокопија, има. Ништо, повлечете се и ќе ги проверите. Извинете, само треба да гласат за комисијата, дали се... А, да, извини, да. Ништо, предлог за комисија да го ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Може да ги земат уверенијата, да ги разгледат, за да може да донесат одлука.
Реци. Во ред. А извешто не го ставаме? Не го нагласим? Не. Добро. Значи, комисијата констатира дека мандатите се во ред, така? Да. Добро. Одиме на втората точка од дневниот ред. Извинете само. Ќе идеме сега за одлука за верификација на мандатите. Ќе треба да гласат сите за одлука за верификација на мандатите. Ќе ги предложиме, ќе ги прочитате кој ги предлага комисија. Добро. Значи, одлука за верификација на мандатите. Комисијата утврди дека издадените уверенија на членови на Советот на општина облечува се во склад со член 37 став 4 точка 4 од изборниот законник, па затоа му предлага на Советот да го верифицира мандатот на следните членови на Советот. Горанчо Димишков, Александар Саздов, Виктор Нестов, Даниел Гоцев, Грозде Митров, Христина Георгиева, Дивна Зафирова, Бранко Стоименов, Владко Заов, Борче Гигов и Дарко Стојанов. Ќе преминеме на гласање. Добро, да поминеме на гласање. Кој е за? Едногласно. Со 11 гласа за назначи, едногласно се донесе одлука Да, за едногласно, верификација да. на мандатите. Сега Значи- ќе ставиме кон читање на свечената изјава. Во ред. Имате свечената изјава. Ова е. Да. О, мајко. Значи, поминуваме на свечената изјава. Секој ќе си го, нели, кажува своето име и презиме. Јас, Јас Името треба. име и јас, Бранко Стоименов, и сите си го кажуваме своето име и презиме, свечено изјавувам дека правата и должностите на член на Советот ќе ги вршам совесно и дека при нивното вршење ќе ги почитувам Уставот, законот, прописите на Советот и дека ќе го штитам уставниот поредок на Република Северна Македонија. Не, сите заедно ќе треба, сите заедно ќе треба. Требаше сите заедно име и презиме. Значи, јас секој си кажува своје име и презиме. Да, Не, слуша. мислам дека е доволно. Нека кажат сите, не мора. Ајде почнеме од крај. Ајде почнеме. Вака сите си почнеме. Повтор. На пас. Тука Само знаеш, не можеш вака цело. како Не пионери. избора, па ние. Како пионери. Јас не искажувам име и презиме. Јас, Бранко Стоименов, свечено изјавувам дека правата и должностите на член на Советот ќе ги вршам совесно и дека при нивно вршење ќе ги почитувам Уставот, законот, прописите на Советот и дека ќе го штитам уставниот поредок на Република Северна Македонија. Тоа е. Што имаме сега? Одлука за избор на комисија за мандатни прашања. Значи, трета е. Одиме на третата точка од дневниот ред. Одлука за избор на комисија за мандатни прашања, избори и именувања. Значи, комисијата броеше 3 члена, така? 3. Мене ми рекоа сега дека се 3. Промена у деловник, веројатно е тоа. Порано беше 5, да. Значи, 5? За одлука за мандатни прашања са 5 члена. И ми кажавте преска 3. 5 члена. Добро, еве 5 биле. Јас знам дека се 5, ама мене ми кажаа дека се 3 сега. Добро, не е битно. Може ли се објасне што функција оваа комисија? Па за тоа требаше деловникот. Јас Ами за тоа го тражах и деловникот да видеа луѓето кои тоа е. Кои се нивни
Така. Рековме трета точка од дневниот ред, одлука за избор на комисија за мандатни прашања, избори и именувања од 5 члена. Предлагајте. Извини, бе, Бране, треба да се спази, тоа не може да биде тук на партија си. Јас Се ќе падне на устав Ај, кој ќе има... дозволи. Значи, читајќи го стариот деловник, го носам со мене од уште 2012 година. Па не, јас го прочитав и тоа го памтам, сето тоа го памтам, дека таму оди по број на застапеност на советници од политички партии и независни листи. Значи, највеќе носи партијата која има највеќе представници у Советот на општина, па оди втората по ред и трета и пета и така натаму и така натаму. Значи, комисијата сега, која ќе се повлечи, мора да ги има предвид вие работи. Сега, ја можеби у новиот деловник има некои, најверојатно и некои измени има, предпоставувам, меѓутоа, читајќи го стариот деловник за работа, така гласи. Значи, од 5 члена, највеќе се застапени од политичка партија, која има највеќе представници у Советот, после оди втората по големина или по број на представници у Совет, па оди трета и така. Значи, комисијата мора да ги има предвид овие работи, кога сега ќе се повлече за да направи избор и селекција. Мислам дека по стариот деловник така беше. Ако сега има некои измени, тоа е веќе друго 12. Стариот зборам, сега немаме и... Немам и јас увид. Да имаш увид? Да, меѓутоа немам увид и затоа го зборам ова од постариот деловник што оди. Да преминеме на предлози. Значи предлагаме комисија ајде имајте сами у предвид што да ви кажам сега по број на советници. Бране, ти давај збор, ти дај збор кој да... Не видов, ти збориш и сега повели. Борче Гигов. Кротко само. Даниел Гоцев. Грозде Даниел Гоцев. Повели. Владко Заов. Ѓоргиева Христина. Колку би доо? Уште еден? Дарко Стојанов. Значи, тоа се предлозите, во што го зборех до сега, кога ќе се повлечете, имајте го предвид. Значи, процентуално горе-долу да бидат застапени, да има некој баланс. Сетик. И на устав. Тоа е. Да поминеме на гласање. Да. Значи, предлозите кои се предложени ги ставам на гласање. Кој е за? Едногласно, против нема, воздржани нема. Останува на вас да се повлечите и да решавате. Колку ви треба време, земајте си вие.
Ајде извештај од комисијата. Значи, комисијата за предлог го предлага Горанчо Демишков. Да, за председател. За председател? За председател на Советот, да. А, Зашто комисијата треба ние да донесеме. Да, Е, добро, се е окей. добро, се е окей, може. добро. Прво да одиме на усвоиме на комисијата. Немавме гласано за комисијата. Да. А некој друг предлог да има? Повели Крос. Виктор Нестов За? Што предлагаш? За... председател на Совет А за председател на Совет. Добро. Виктор Нестов. и барем подршкачите советника да биде поединично гласен, да знае кој за кој гласал. Океј. Ќе одиме после со поединечно. Добро. Некој друг? Друг предлог? Нема. Значи, одиме сега на предлозите за председател на Совет. Значи, првиот предлог за председател на Совет кој беше? Горанчо Демишков, го ставам на гласање. Кој е за? Мислам поединично рекол. Ја подршкачите советника имам право. Добро. Подршка да се Добро. ти ги читаш Дај ми го списокот сега. Добро. за и против. Добро. Така само ќе ви прекинам, според статото и деловното пак за работа, немаме гласање против. Може да се изјасните Добре. дали сте за, И воздржан. воздржано не. Дали сте за? Против, А, воздржано добро. не. Значи вие може да гласате само дали сте за Горанчо или сте за Виктор. Не може да се изјасните А, добро. воздржан Чек, или против. дозволи. Согласно деловник, само за и против. Нема не гласам, нема воздржан. А може и да не гласам. Може да гласате само за, воздржан и против не. А може да не гласам? Воздржан и против. Добро. Ајде. Значи, предлого за Горанчо Демишков го ставам на гласање, на поименично гласање. Горанчо Демишков. За. Александар Саздов. За. Каде има трака само? Виктор Нестов. За себе. Он за себе се. Ај вака. Значи прво ќе се изјасните за Горанчо Демишков. Нека дигнат А, рака нема за против. Горанчо Демишков. Ако он не Ама он треба да гласа сега за или против за Демишков. ти гласа за Виктор. Ај, само искачам микрофон. Ти си гласа Ама- за Виктор. Немаш Ама луѓе, чекајте, момент сам, ај кочи, грозде кочи малку. Значи јас ги читам. Одиме по именично гласање за Горанчо Вака сега. Демишков. Вие што гласате, тоа нема нели да улезе у записник, поединечно нема зашо да ги ставаме. Имаме Горанчо Демишков. Кој е за, нека гласа. После ќе се изјасна за Виктор и ќе ја донесеме одлуката. Нема Зашо зашо не да го го поемиш? Согласно деловник има право. Не, има право согласно деловник. Значи секоја седница се снима јавно, така да јавно е достапно и може да се види кој за кој е гласал, така да нема никој. Дали согласно деловник стои поименично гласање? Не. Значи гласате Сигурно. дали сте за Горанчо или за Виктор. Овај. Имате право само на јавно и на тајно гласање. Тоа ви се опците што ви се дава. Немам деловник, што ме гледаш? Океј, може ли Иве направи пауза? Немам. Може ли пауза да дадете? Може. Колку време треба? Исклучете го микрофона, колку ви треба на вас за да ги разгледате?
Може да почнеме. Значи, предлог на комисијата за председател на Совет Горанчо Димишков го ставам на гласање. Кој е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Против? Против и воздржани не смееме да гласаме на предлог за... Добро. Констатирам да одиме на втори, ама толку е, мислам дека е веќе избран. Да. Констатирам дека со 7 гласа за, Горанчо Димишков е избран за председател на Совет на општина Чешино Облешово. Му честитам лично од моје име. Да ви се заблагодарам. Мислам дека моето е толку. Тоа е. Така. Па вака, да ви се заблагодарам за избора. Надявам се дека сите заедно конструктивно ќе работиме, ќе му помагаме на градоначалникот да ги донесе сите добри одлуки, да го коригираме дека ќе греши, да соработуваме сите. Тоа би било тоа од мен. Сега за сега, понатаму. Ќе се гледаме често, ќе се консултираме, ќе работиме. Надявам се сите заедно. Тоа би било од мене. Ви благодарам на сите. Еди, градоначалник сега. Ќе ми дозволите и јас да се обратам на вас како нови советници избрани во новиот совет на општина Чешиново Облешово. Да му честитам на изборот на новиот председател на советот. Нормално е, ова е прва седница на советот и нормално е да сите учиме на некој начин од секојдневните состаноци што ќе ги имате како совет на општина Чешиново Облешово. Затоа тука имаме администрација општинска која што ќе не упатува и ќе не води кон работата на советот. Имаме статут за работа и деловодник за работа на советот, кој што секој од вас е должен на некој начин да го познава или да го користи при работењето и преносењето на одлуките. Благодарна работа е да се биде член на советот, како што е така и благодарно да се биде градоначалник на општината. Градоначалникот и советот заедно треба да бидат сервис на граѓаните на општината. Од нивната работа во иднина ќе зависи како ќе функционира советот, како ќе носи одлуки и како градоначалникот ќе ги спроведува тие одлуки. Затоа ве замолувам, значи, да бидеме пред се конструктивни, да бидеме пред се соработливи, транспарентни едни кон други, да помалку ги користиме партиските одбележија како причина да носиме спротивни одлуки од тоа што треба да бидат одлуки корисни за граѓаните на општината. Овдека сите сте веќе представници на народот, представници на населените места од кои што доваѓате и на сите граѓани на општина Чешиново Облешово, без разлика на тоа кој кого му дал поддршка на изборите. Сега веќе сите сме советници на општина Чешиново Облешово. Овде ќе носиме само одлуки што се од полза на граѓаните, овде ќе носите одлуки само што се од корис на граѓаните, а јас сум тој кој тие одлуки треба да ги извршува понатаму за доброто на луѓето на општина Чешиново Облешово. Седниците на советот се јавно достапни, знаете, се снимаат, затоа ве замолувам, значи, да имаме ред, дисциплина и култура и во однесувањето и во дискутирањето на самите седници. Нормално е
да се поставуваат и прашања, но тие прашања да бидат издржани и во согласност со прописите и актите на работењето на Советот и на администрацијата во општината. Поради задоцнувањето со врските во општината, во разговор со административните работници во општината, ќе имаме малку позбиена агенда на работење на Советот во идниот период и многу брзо ќе биде закажана следната седница на Советот, затоа ве замолувам да имате во предвид тоа дека ќе ги добиете материјалите можеби по скратена постапка, за пократок временски рок, за да можеме да стасаме на време со обврските кои што ни се заостанати заради изборите. Ви благодарам, ако има прашање, повелете. Имам предлог, комисијата за мандатни после да се остане да ги предложи комисиите за да не довајат пак. Па добро, председател Маја, вие да комисијата за мандатни праша после се останете да ги направите комисиите, кои предлози да дојдат на Совет, после да не отсуствуват, нели некој на работа, биле не може пожелно, па сега натаму е ваше тоа. Се искоординирате после седницата. Слободно ли се сега? Па да, мислам ти па нека се направи што побрзо, по-добро. Значи, кој ќе дојде да се направат материјали, кој ќе дојде за седница, имајте предлозите на комисиите, са некаде ќе се измене, некаде ќе се останат истите, за да се олеснат работите. Што каснеме, што кажа гранчалник. Да, гранчалник, мислам, председател и координира комисиите. Па имаше еден предлог, пожелно е да има 30% повеќе од советниците председател. Слушало му е по-голем зрик, има многу врски. Ќе ги координира, ќе доваѓа, ќе губе време, па може до 30% да во закон. Скоро тоа ќе окажуваш на некоја од седниците сега. Добро, да. На човек од подразно да кажа. Ако земеме во предвид несостојбата на нашата општина, не Значи, се познаени за финансиската добро. служба, ние нема да може да кажеме дека колку одговор ќе треба нели и од финанси, па на натаму да ги разгледаме. Па добро, важно има врски, ќе доваѓа со комисии, ќе работи, ќе седници ќе закажува, ќе доваѓа и така ќе има многу повеќе од другите. Тоа ќе оставиме како предлог за некоја наредба. Да, како предлог сега веќе. Това сега ќе заврши. Па да, Значи, ако веќе, моја препорака, ако одите при формирањето на комисиите, сега мислам дека нема услови, тоа ќе мора да ги координира председателот на Советот. Според мене би било добро да ставите и по некој надворешен член во секоја комисија. Од граѓаните. Ама да бидат стручни луѓе од областа, нели, која се? Архитекти, урбанисти, и сито, спорт или било што. Што значи дека е пожелно, ева ако комисијата брои 5 члена, добро би било 3 да бидат внатрешни од Советот, 2 да бидат надворешни членови. Мислам дека е добра работа. Да го слушнеме гласови од надвор, не па дека ние сме паметни и најпаметни за се, значи има луѓе стручни од надвор, што ќе имаме само бенефит, ќе имаме корис од нив, нема да имаме или загуба. па долу ќе имат по 5 Тоа е од мене. И сега вака официјално ќе завршиме денешната седница, за наредната ќе бидете известени сите ќе се одржиме со материјали.